Следиме 10 на минути, некоја минута плюс, ќе обезбедиме место и да ви дадеме добар рецепт со Антонио Велковски, меѓутоа и да му дадеме аплауз. Тој пред некој период вака ви сподели јавно, како што секој па знае да биде ингениозен во својата работа и ревносен, агилен доста, бидејќи сепак неговото мајсторство е всушност да се прилагоди понекогаш и на вашиот начин на живот, ама да ги направи нели промените кај секој од нас. Она што тој го сподели на социјалните медиуми е никој пат не сонов дека пред еве да ме прашате пред 10 на години ќе се најдам на штанд на сајмот на книга каде што ќе потпишувам примероци од мојата книга, од мојот примерок на постниот готвач и ќе се дружам со фановите во случајот, бидејќи тој вистина направи една убава фан база благодарение на неговиот занет и љубовта која што ја дава секој ден посветена за вас, за нас, преку добрите и здрави рецепти и навики. Антонио Велковски, денес повторно пред очите на Телма телевизија. Така некако ќе одеде, нели? Да, така, јас секогаш одам на сајмот на книга, нели, тоа ми е омилен настан во годината, меѓутоа сега како автор ми беше малку и чудно до душа. Во таа улога тешко. Да, во таа улога тешко, значи да е вниманието вперено кон мене, нели, инаку сум меѓу штандовите без никој да ме забележи, како што и најдобро се чувствувам. Сега како автор и убаво чувство, не знам, да се присуствува, така што веќе размислувам за следната година пак да издавам некоја книга, знаеш, пак да го почувствувам истото. Јас искрено ќе го посакам тоа, затоа што вистина го создаваш само со љубов. И единствено мислам дека така само се гледаат квалитетите. Да. Кога се прави нешто само колку да се направи, да се создаде нешто нели комерцијално, тука некако можеби за само некаков профит, тогаш мислам не дека нема да има успех, меѓутоа друго се забележува. И имаше прилика овој пат да си се подружиш во случај со твои фанови, со твои луѓе кои што почитуваат твојата. Да, и некако каде додам некако се очекува да има и дегустација, нели директно сум поврзан со храната, така што имаше и тогаш направивме некои од рецептите. Луѓе прашуваа, што ми е многу битно, кога например ќе им кажам дека има некои од десертите, например е со граф, со овесни снеголки, на прва можеби малку сомничаво гледаат, меѓутоа кога ќе пробаат ќе сватат дека е убаво и вкусно. И не знам, беше прво добра промоција на книгата, нели? Сепак кога се промовира готвач мора да има и нешто да се проба, нели, во моментот. Па така го поврзаш можеби нели целиот момент и естетиката на создавањето. Да, и луѓе некако сакаат прво да видат дали навистина кога ќе се спомне постни рецепти, дали навистина се вкусни, нели? И добре кога има и презентација, така што беше баш убав настан. Да, и одлично помина, морам да признам, сајмот на книга. Баш така и веќе не знам, јас во неделата кога бев, затоа што терминот ми беше баш ударен во недела кога најмногу има луѓе за викенд, јас видов дека имаше многу гужва. Сега другите денови не знам како било, меѓутоа јас кога бев во неделата тој еден час и половина, навистина имаше доста посетители. Именно, да, еве баш ги гледаме фотографиите. Да, многу убава графика имаше изработено Арслами на анонимниот штанд и убаво се вклопуваше за сликање. И еве го мезето. Да, ова се бомбиците сега. Имаше некои намази подготвено, нешто што можеше брзински да се спреми. Секој пат е многу пастелно, љубовно во презентацијата твоја. Стигувам кажано тоа и посведочено од мои пријатели кои што се веќе и твои долгогодишни клиенти, каде го трансформира животот. Да, храбри нови приказни, мислам дека баш твојата некако беше храбра една нова приказна. Тоа сега ми наговестува дека сериозно работиш на нов проект? Не, немам ништо дели во план, туку само реков викам баш беше добро чувството па да отидам следната година. Нешто размислував сега да биде малку по следно што би направил би било нешто по-специфично, например за некој тип на здравствена состојба. Искрено мене преддиабетната и диабетната состојба многу ме привлекуваат како тема на разговор, на истражување, посебно што при една од моите промоции кога одев нели на повеќе места за книгата, им кажав на луѓе постари до душа, им кажав викам не знам дали е добра идеја да се направи нешто како готвач и упатство за луѓе со преддиабет и диабет. Викам дали ќе има интерес и баш некој од посетителите ми рекоа ти добро знаеш колку луѓе има со тој проблем што се соочуваат, колку ќе им биде добродојно, а не знаат што да јадат. Нели како да си направат мени, како да што да одберат едноставно, затоа што има многу информации и дезинформации на интернет. Именно, така што можеби во тој правец ќе се движи. И гледаш како некогаш темите доаѓаат како инспирација за некоја следно твое поглавие. Па баш така од комуникација со луѓе. Именно, и сваќаш дека тоа е новиот аха момент за да создадеш нешто ново. Со оглед на нашето време и простор, јас ќе ти честитам уште еднаш, ќе го направиме рецептот чоколадни мафини со лешници. Со лешници, да. Еве се што ни е потребно ќе имате прилика да го погледнете, испишано ќе биде вака
благодарение на нашата Ива. Значи, овесните снеголки се до степен на брашно сомлени, ги има мерките, нели, предпоставувам. Еве ги мерките. Да, отприлика се 200 грама овесни снеголки, 200 грама лешници, лесно за памтење, 200 со 200. Да, и лешниците убаво сомлени, сега малку се прават грудки, меѓутоа во мешањето ќе се изедначат, да. Јас овде имам едно јајце, инаку се ставаат две јајце, правам пола доза, нели, за да нема премногу, значи 200 грама, две јајца, значи тука некаде лесно за памтење. Имаме какао, нели, за да биде донесе вистинскиот чоколаден вкус, а вистински да се потенцира чоколадниот вкус, додавам кафе. Ова е, значи, варено кафе, да. Значи турско кафе, така црно турско кафе. Да, турско кафе или еспресо, кој како сака, ако сака малку појак вкус, нели? Интензитет, да. Мора да заблажиме со сироп од урми, јас секогаш го користам затоа што има карамела вкус и некако најмногу ми одговара во вакви чоколадни функции. Меѓутоа како супститут може да го додадеме и маџинот, може медот. Да, може слободно. Заблажуваче. Кој било заблажувач, јас викам го преферирам затоа што карамела вкус има најчесто. И јогурт ќе додадам. Јогурт, да. Супер. Сега се додава тука нели лажичка прашок за печиво, меѓутоа нема да ја додадам сега нели затоа што нема да го печеме да не се упропасти смесата. Меѓутоа се додава една лажица за да нарасне самото тесто. За да нарасне смесата, убаво ќе го измешаме, грудките убаво да се испасираат нели и после чоколадо сецкаме на коцки. Сега ако има време ќе го исецкаме, ако не нема проблем, таман, сосема содетно време. Додека Горан се подготи. Или може едноставно да се купат, има чоколадни капки сега готови, така што може тие да се стават во чоколадото, во мафините. Се распоредуваат. Нели она ова е темно чоколадо. Темно чоколадо со најголем процент на какао. Да, јас го сакам погорко, па сега кој како, нели, кој процент го сака. Јас повеќе сакам да е над 70%, инаку не е чоколадо за мене. Дефинитивно. Ќе ги измешам. Како мириса? Или може, ако некој не сака чоколадо да стави, може оревчиња нешто да додаде, или искршени лешници дополнително, парчиња лешници. Или има криспи малку и грцкав момент на така. самите мафини. Опа, отидам си страна. Значи го мешаме ова сето и го распоредуваме во калапи за мафини. Малку смесата ќе излезе по течна, да речеме неколку за палачинки, меѓутоа не па и премногу цврста. Така. Ја распоредуваме во калап за мафини и печеме некаде 25 минути. 25 минути на колку? На 180 степени, тоа заборав. 180 степени. Еве уште еднаш ќе потсетиме, ќе ги имате испишано сега за скоро повторно. Значи еве смесата не е премногу цврста, меѓутоа не е ни течна како за палачинки, да речеме. Јасно, рековме ова е половина од смесата, инаку Антонио сподели дека многу повеќе, нели, плюс со јајце така натаму. Така и ова сега на печење, ама мафините ги имаме готови. Јас до душа малку повеќе ги подпеков, ама не ме гледате мене. Прекрасно изгледаат. Еве колегите сега ќе го екранизираат, еве ни ги мафините од денешниот рецепт со Антонио Велковски. Ајде да јадеме чоколадни мафини со лешници за денешниот 15. Сега некако успеа да се измисли некој фил од згора, сигурно било. Некој можеби што ми доаѓа шумско овоше може да доаѓа. Може и такво нешто, па шумско овоше би дошло па супер со чоколадова комбинација, супер би дошло. Прекрасно. Само Кусто, дали имаме следно нешто каде што ќе се дружиме со тебе, бидејќи често имаш сега и јавни настапи и настани, дали негде може да направиме покана? Јас сега во моментов се концентрирам искрено на работилници што сакам да ги правам кај мене, значи во мојот простор, во мојата канцеларија. На тие па малку повеќе ќе се сконцентрирам барем во мај месец, освен ако не излезе пак нешто. Сега сум повикан на еден подкаст, не можам сега да зборувам нели пред време, да, на еден подкаст за кој што ќе зборувам за женското здравје. Секогаш сакам кога се така насочени нели темите и ете тоа ми е следно зашто се подготвувам, така што од активности сега за сега тоа, ама кај мене секогаш излегува нешто и во последно. Знам, и некогаш го правиш постојано претурбации, ама јас ќе ти заблагодарам што секој пат и покрај оние редовни активности кои што ги имаш бројни, успеваш да најдеш време и за нас. Сигурно. Ни значи премногу. Чуеме се за скоро повторно. Горан, се надам дека не ви одземав многу време, како и да е, новото издание на Да си кажеме следува во продолжение со почитуваниот Љупчо Бујокаров. Инаку во една ситуација на Socialize МК со Бранко Огњановски споменавме и како податок го споделив за сите. К15 повторно се враќаат на една убава сцена, прибежиште со 3 датуми, инаку тоа е најбрзо распродадениот македонски концерт во историјата. Токму тоа го создадоа К15. Во продолжение, токму со Љупчо Бујокаров и Горан Петевски и Да си кажеме. Останете на Тома.